Драги ученици, можеби сте забележали дека честопати грешките што ги правиме при решавање на задачите во тестовите се од техничка природа, а не од незнаење. Сите ние, сакајќи да ги завршиме задачите, што побрзо не внимаваме и не ги следиме упатствата, односно не читаме што се бара од нас да направиме. Еве еден пример како да ги извршуваме задачите кои ни се зададени во тестовите, а се однесуваат на класифицирање на групи зборови. Најчесто барање кое го среќаваме во контролните задачи по македонски јазик е класифицирање на зборовите според зборовната група на која припаѓаат од попис на повеќе различни зборови. Тука имаме група со различни зборови во која се среќаваат именки, глаголи, придавки, а може би и некои други зборови кои треба да ги класифицираме според некое барање. Класифицирањето можеме да го направиме во табела со Венов диаграм или онака како што правиме најчесто во контролните задачи, да ги препишеме на определено место под зададената задача. И бидејќи во пописот треба да ги најдеме и да ги издвоиме глаголите, именките и придавките, најпрво што треба да направиме е да ги прочитаме зборовите кои што ни се дадени. Мравка, трча, пет, ти, убава, мисла, златно, спие, седум, мајчин, јас, снег, јаде, помеѓу. Со самото читање, всушност, ние веќе дел од зборовите ги препознаваме како дел од некоја зборовна група. Најпрво да започнеме со глаголите. Глаголите се зборови кои означуваат дејство, состојба и се одговор најчесто на прашањето што прави, што направи. Ако се прашаме за секој збор поодделно во пописот, тогаш ќе видиме дека само некои од зборовите можат да бидат одговор на ова прашање. Што прави? Трча е одговор на прашањето. Што прави? Спие. Што прави? Јаде. А сега да ги запишеме глаголите што ги пронајдовме во пописот. Трча, спие, јаде. Одиме со следната група на зборови. Именките. Именките најчесто ќе ги најдеме со прашањето што е тоа. Одговор на ова прашање во пописот можат да бидат зборовите мравка, мисла, снег. Да ги запишеме и именките во групата на која припаѓаат. Мравка, мисла, снег. И одиме со последната група на зборови, придавките. Придавките ќе ги најдеме со прашањата какво е нештото, од што е направено, чие е. Како одговор на овие прашања во овој попис можат да бидат зборовите убаво, убава или каква е убава. Златно. Чие е нештото?
мајчин или мајчино. Во пописот ни останаа уште неколку зборови кои не припаѓаат на ниедна од овие групи. Тоа се зборовите 5 и 7, што ќе ги препознаете како броеви, и зборовите ти, јас и помеѓу. Да ги запишеме придавките во групата на која припаѓаат. Убава. Златно. Мајчин. Со означување на зборовите кои што веќе сме ги нашле во пописот, ние всушност ја намалуваме шансата да направиме грешка при следното пребарување на друг вид на зборови. Се надеваме дека видеото ќе ви помогне да ги преиспитате своите постапки и да пронајдете каде треба да се коригирате во начинот на својата работа. Еве ги нашите препораки. Читајте ги внимателно зададените задачи и упатства. Прочитајте ги зборовите што треба да ги распоредите во групи. Одбележувајте го она што сте го увидели и препишале. Подвлекувајте, прецртувајте, штиклирајте. Така ќе ги намалите шансите да се повторите или да пропуштите нешто. Работете внимателно и посветено, така ќе бидете прецизни. Со повторување на постапките стекнувате трајни знаења кои ќе ви помогнат да бидете побрзи. А сега ве предизвикувам горе наведеното да го испробате на работниот лист кој ви е поставен на нашата страница. Обидете се да работите внимателно и последователно и да увидите каде и зошто грешите. Ви посакуваме пријатен викенд и се гледаме во ново видео следната седмица. Ви благодариме на вниманието.